Почитувани гости, почитувани колеги, почитувани представници на медиумите. Дозволете ми најпрво да ви се заблагодарам на вашето присуство и на вниманието со кое ја проследивте оваа наша активност денеска. Како што веќе информиравме, во повеќе наврати во централното градско подрачје на Битола пронајдена е досега најголемата количина, односно вкупно 12.300 парчиња на артилериски гранати калибар 75 мм без запалки останати од Првата светска војна. Јужните и југозападните делови на Република Северна Македонија, каде што поминува линијата на тогашниот Солунски фронт, се уште кријат опасни во вид на воени материи со оваа содржина која постојано се пронаоѓаат од страна на нашите пиротехничари. Во оваа прилика сакам да нагласам дека нивната работа е цената и вреднувана. Владата донесе одлука со еднократна парична награда во висина од 30.000 денари да бидат наградени 7 пиротехничари од Дирекцијата за заштита и спасување како резултат на нивниот посебен ангажман за пронаоѓање, отстранување и уништување на гранатите кои беа пронајдени од 27 октомври па навака. Почитувани, должност на Дирекцијата за заштита и спасување во тој контекст е според нашиот закон и заштита од спасување од неексплодирани убојни средства и други експлозивни направи, што вклучува пребарување, детектирање и уништување на лице место доколку тоа условите го дозволуваат и транспорт на нусот на определена локација, а потоа уништување кој што денеска бевте сведоци и го видовте. Ова е одлична прилика уште еднаш каде ја промовираме нашата меѓусебна успешна и многу пати докажана соработка, која и понатаму ќе продолжи да се развива во нагорна линија помеѓу представниците на Министерството за одбрана и на Министерството за внатрешни работи. Уништувањето на ова количина гранати ќе се одвива последователно, почнувајќи од 15 овој месец, па се до крајот на февруари. На крај, дозволете ми да ви се заблагодарам за вашиот интерес, посебно медиумите што има слух и интерес да од почеток до крај ги следат сите активности во однос на отстранување на оваа опасност. Ви благодарам.